И на 52-иот државен надпревар на млади истражувачи, кој што се одржа во Скопје, во гимназијата Јосип Броз Тито, се вративме со 10 награди, од кои што 4 први награди, 5 втори награди и 1 трета награда. Наградените ученици се во различна категорија. Прво место освои ученикот Владо Дончев во областа на климатологија со опремената метеорологија под менторство на професорката Елизабета Карадаковска. Потоа прво место освоив и јас, Сандра Јовеска, во областа на екологија, под менторство на Зорица Масникоса Поп Трајкова. Прво место исто така освои и Ирена Лазарова во областа на фармација, под менторство на Ленче Христова и Јасмина Цамбулева. Исто така и Сања Велкакова во областа на систематика на растенија, прво место, под менторство на Ленче Христова и Јасмина Цамбулева. Второ место ја освои Тамара Миленковска во областа на астрономија под менторство на професорката Зорица Масникоса Поп Трајкова. Исто така второ место освои и Марија Спасова во областа на екологија под менторство на професорката Емилија Котеска. Второ место освои и Гордана Гошева во модерна физика, во областа на модерна физика под менторство на Костадинка Тушева и Ленче Христова. Исто така второ место освои ученичката Клара Камчева во областа еколошка хемија под менторство на професорот Лазар Дедејски. Трета награда освои ученичката Мила Младенова во областа на еколошка хемија под менторство на Ленче Христова. Нашите ученици и досега имат учествувано на многу надпревари од областа на народна техника, посебно млади истражувачи. И од сите области имаме ученици кои сакаат да вршат различни истражувања, изготвуваат своји препарати, своји лични, истражуваат, добивме дури синтетски зеолит, што до сега мислам дека го нема, прават разни препарати за различни болести, испитуваат различни видови климатски промени кои што може да бидат. Значи во сите области учествуваат во истражувањето. Голема заинтересираност постои кај учениците, максимално се ангажират со помош на менторите кои што со нивна соработка. И досега имаме преголеми успеси постигнато и претходните години, но оваа година постигнавме и изедовме 10 награди на надпреварот кој што одржа во Скопје во училиштето Јосип Броз Тито. И тоа од областа фармација, од областа екологија, од областа модерна физика, од областа еколошка хемија, од областа систематика на растенија. Значи учениците покрај основниот темел што го добиваат со нашето образование, што е предвидено со наставата, со надоградување со тие проекти и истражувања кои ги прават, не само што ги збогатуваат нивните знаења, туку имаат право понатаму во соработка со повисоките институции да одат и на меѓународни надпревари. Имаше ученичка од нашето училиште сега што зема награда прва, во соработка со професорите од Медицински и фармацевски факултет и понудија за проектот кој беше изработен да биде објавен во списание како посебен труд и да се учествува на меѓународни конкурси. Значи на многу високо ниво котираат таквите истражувања кои што ги прават учениците кај нас.